Откако Социјалдемократскиот сојуз е на власт, населбата 8 ноември во Штип процвета. Со вакви тврдења денес на пресконференција излегува од локалниот партиски огранок, набројувајќи што во последните 2 години било направено овде. Само во изминатите 2 години во оваа населба се направи реконструкција на дотроениот и стар тротоар на Боливаријана, а во моментот се привршува реконструкцијата на тротоарот на улица Енгелсова. Поставени се нови платформи за контейнери и изработени се нови контейнери од 5 метра кубни кои се поставени на Боливаријана. Во исто време се вложувало многу и во образованието, дополнија од СДСМ. Во основното училиште Тоша Арсов вложивме високи 11 милиони денари и со тоа ги направивме промените кои со децении беа потребни. Но после повеќе од 30 години ние обезбедивме нови и квалитетни ПВЦ прозорци, освен во училиштето вложувавме и во токашната градинка, каде водиме грижа за најмалите жители на населбата. И во оваа градинка ги заменивме старите и дотрајани прозорци со нови и квалитетни ПВЦ прозорци, за што обезбедивме 55.000 евра преку грант. Работата на СДСМ во 8 ноември е само уште една потврда за неспособноста на оваа власт, возвратија од ВМРО ДПМНЕ. За да излезете пред граѓаните од населбата 8 ноември, потребно е да кажете кои проекти ги имате реализирано од вашата изборна програма. Тоа значи, граѓаните ги интересира докаде сте со изградбата на булеварот Партизанска, термоизолационите фасади или скейт паркот од 400 метри квадратни. Да се фалите со поставување на корпи за отпадоци и контейнери е грешна стратегија. Тоа е обврска на јавното предпријатие ИСАР за која граѓаните плаќаат секој месец. Да се фалите со одражување на зеленилото покрај река Брегалница е исто така грешен пристап, со оглед на тоа што токму вие издадовте дозвола за уништување на истото преку поставување на привремена опрема.